Министерот за здравство Венко Филипче спротивно од ставот на Бирото за развој на образованието. Не гледа проблем да се делат свидетелства во школските дворови. БРО како единствена причина зошто нема документи со стекнат успех за учениците ја наведе пандемијата и покрај речиси целосното олабавување на мерките, како да заборавија дека лани летото во среде пандемија се делеа во дворовите. Дополнително се продлабочува дилемата дека документи нема само поради проблеми со тендерските набавки. Може да се делат во дворовите сега во времето, може значи се што може да се организира, мислам дека се луѓето кои што учествуваа во менаџирањето на кризата, представници на МОН беа во делот на школите, свесни што и како треба да се направи. Се што може да се организира во надворешни услови може да се направи. И опозицијата обвинува. ВМРО ДПМН е бара одговорност од ресорното министерство и Бирото за развој на образование. Дополнително ги револтира фактот што некои училишта ги условувале учениците да плаќаат и по 200 денари од свидетелство. Во спротивно, ќе останат без документите потребни за упис во средно училиште или факултет. Веднаш бараме одговорност. Владата и Царовска треба да ги рефундираат средствата на учениците кои платиле, но и да поднесат морална и политичка одговорност за ваквото бесрамно плjačкање на народот во криза. Во услови кога околу 600.000 лица живеат во сиромаштија, а околу 35.000 домакинства се социјални случаи, ваквите незаконски давачки се недозволиви. Откако Сојузот на средношколци го обелодени скандалот со наплаќање за свидетелства кои законски им следуваат на учениците на крајот на школската година, Државниот просветен инспекторат изврши надзор, пошто се потврди дека раководителите на медицинското училиште во Тетово и гимназијата во Прилеп им собирале пари на учениците за да добијат документ за завршена школска година и стекнат успех. Прашањето е кој ја зборува вистината. За сега е извесен само фактот дека колатерална штета се учениците.